Добро вечер, почитувани гледачи. Воредно издание на емисијата Став во ек на двете кампањи за председателските и парламентарните избори ова 2024 година. Вечерва имаме можност да поразговараме со председателот на партијата Левица, господин Димитар Апасиев. Добро вечер и добро дојдовте. Другар. Добро вечер, добро најдов. Севте сум кај вас, заедно за убаво. Драго ми е што ќе имаме прилика да поразговараме за актуелниве теми, посебно за изборите, нели тие се во полнек. Не можам да не прашам каков е впечатокот во Левица по првиот круг председателски избори. Па впечатокот е реалистичен. Ова беа први наши председателски избори и ние го направивме нашето огнено крштевање на овие избори и од тоа сме задоволни. Значи пред година и пол, кога за прв пат дојде таа идеја, на тој цека се сеќавам, ние бевме скептични дали ќе собереме 10.000 подписи, но си дадовме задача дека Левица еднаш за секогаш мора да го надмине епитетот на мала партија и дека мораме да се испробаме на терен. И ние собравме подписи за само 6 дена, тие 10.000 подписи со целата бирократска процедура, и тоа значи дека ние го положивме матурскиот испит и веќе Левица не може да се третира како мала партија. Од тука освоивме 42.000 неполни гласови. На минатите парламентарни имавме 37,8, значи имаме некој раст, меѓутоа не е споредливо, знаете, да споредувате едни со други типови на избори. Најдобро е да се споредуваат локални со локални, парламентарни со парламентарни, председателски со председателски. Ние за жал не можеме да споредиме на минатите председателски, ако се сеќавате, ние поддржавме кандидатката Гордана Силјановска, но тоа ни се врати како бумеранг. Веднаш после тоа ние бевме банирани на Алфа телевизија и ги прекинавме односите со ДПМН, бидејќи беа неблагодарни. Така што од целиот спој да поддржавме независна кандидатка која е левичарка по идеологија и која што можеби имаше мал хендикеп, тоа што беше само бойкотирана практично од медиумите, таа не даваше изјави последниве 5 години, можеби народот ја подзаборавил, но сума сумарум, јас лично, ако ме прашате, очекував над 60.000, што значи дека треба допрва да ги видиме пресметките, но нема време сега тоа да оправиме, затоа што сме во друга кампања, а тоа е нашата, главната, каде што Левиците како има што да покаже, затоа што има двајца фајтери во собрание, кои што еден мандат се прекалија, и тука го гледаме сега нашиот скок и мислам дека ќе го дуплираме резултатот, минимум ќе го дуплираме од тоа што го освоивме на председателски. Ако не се лажам, вие имате благ раст на гласовите од минатите парламентарни или од локални? Од парламентарни. Да. Видовме во некои штабови дека владее еуфорија, кај некои се разочарани од резултатите, кај вас, ако можам да проценам онака, ниту еуфорично, реалистични проценка, да, реалистична. Дали можеби за тоа допринесува тоа што се појави движењето Знам па тие направија еден добар резултат кој делови издадувачки? Има логика во тоа, но само на прв поглед. Зошто? Затоа што нашите внатрешни анализи, зборувам за КЕЦ-от, бидејќи нашиот аналитички центар таму успеа да ги направи првичните анализи, говори дека Максим не зема од Левица, туку од СДС. Тоа значи дека ние Максим го перцепираме како новото НСДП, кое што првично ќе коалицира со ДПМН. Мислам дека и веќе им е договорена таа постизборна коалиција и дека тука ќе биде првото издишување на балонот и потоа ќе оди се надоле. Да не заборавиме, Љубе Бошковски освои 130.000 гласови, па каде е сега Љубе Бошковски? Така што на краток рок да ќе нанесе штета Максим, но на долг рок мислам дека ќе се спои и ќе заврши слично, ако не и исто како НСДП на Тито Петковски, затоа што ние го прецепираме како ребрендирано СДС практично. Не како наш опонент во смисла дека ние сме радикално левичарска партија, додека тие се повеќе центар и социјалдемократијата веќе и политолошки гледано е центарска идеологија, така што не го гледаме краткорочно, да. И има тука уште една компаративна предност која што е на конто на Левица, а тоа што нивниот капитен
излезе од игра, а нашиот капитен допрва влегува, ме сваѓате. Која ми е второ полувреме. Да, па ако веќе одиме на тој личносен мнозински систем кога партијата се поистоветува со ликот, веќе нивниот лик се истроши и се тргна. И сега овие кои што му се носители се анонимуси, освен Бендевска во петката која што ја знаат од претходно луѓето во СДС, овие други се непознати, додека ние имаме веќе профилирани луѓе и мислам дека тука е нашата компаративна предност и мислам дека во кецот ние ќе направиме добар скор, исто така во тројката и ќе стигнеме до некоја сума сумарум, нашите проценки се од 8 до 12 пратеници. Тоа значи од 80 до 120.000, зависно од излезноста. Статистички, знаете, секогаш парламентарните се поголема излезност од претседателските. Затоа и уставот, ако се сеќавате, го променија, беше 50% цензус, па се симна на 40, бидејќи тешко се постигнува, луѓето се иселени, но на парламентарни речиси секогаш е над 50, 55, 60 некогаш стигнува. И обично тие луѓе, сега беше 48 излезноста, моја проценка е дека ќе биде над 55 до 60 на парламентарни со оваа мобилизација. Зборувам не само левица, туку сите се на терен и неутралните кои не гласале сега ќе гласаат и мислам дека ќе се стигне до некој процент над 55, што остава простор од 47 од околу 150.000 гласови кои не гласале и за прв пат ќе гласаат сега и тука ние ја гледаме шансата. Тоа се практично наши гласови, така ги перцепираме проопозицијски гласови. И мислам дека левица ќе направи добар скор, затоа што и теренот, ние да не заборавиме 2000 која беше 2020, имавме само 7-8 канцеларии, веќе левица има 50 канцеларии кои активно работат. Тоа не се прави од денес за утре, значи тоа треба работа. Максо го нема тоа, Максо оди на еуфорија, на бран, И мислам дека краткорочно тој ќе оди надолу, а левица ќе си го задржи континуираниот раст. Значи некаде предвидувате над 100.000 гласа ако планирате од 8 до 12? Некаде, да, од 80 до 120.000 зависно од излезноста. Мислам дека ќе го дуплираме резултатот од председателски. Во ред, имаме еден уникатен спој на два изборни процеса, председателски и парламентарни. Сме имале дупли избори, меѓутоа не на ваков начин, прво да имаме гласање. И нас ние прв пат и е многу, да ви кажам, ние не сме прибрани практично. Нокеска си дојдов до 3 саат, Сабеле стана во 7, значи веќе сме исцрпени. Избунувачки делува во некои моменти, кога беше изборен молк, вторник и среда траеше рекламирање. Не знаеше како да толкува, првлет се работава. Да, на крај се одлучија така за некоја средина. Подобро е вака да завршат, отколку да ги цепкавме да беа сега, па по 6 месеца други избори ме сваќа. Да видиме, да расчистиме, да знаеме кој во следните 4 години ќе креира политика. Од позиција на позиција. Ми беше прашањето во насока на тоа дека 2020 се надпреварувавте за парламентот без да имате парламентарно искуство. Сега 4 години, двајца сте во парламентот, имавте жестоки битки, некако како одвоени од другите ми делувавте. Таква е перцепцијата во народот. Менува ли тоа нешто? Колку значи тоа искуство во парламентот? Тоа е драгоцено искуство. Не само тоа, многу ќе ми беше потешко и јас сам да влезе внатре. Бидејќи, знаете, падни стание и животот и кариерата и сега, кога јас имав моменти на слабост, Борис ке нагазеше ме сваѓаде. Кога он ке паднеше, ја ке нагазев и ние се надополнувавме. И рачунете сега кога ќе имате уште 7, 8, 10 луѓе, млади, борбени, полетни, начитани, тоа ќе биде фајт. Тие борби се на дневна основа, многу документација, треба се до тоа се прочита. Мислам дека тука е нашата шанса да се оствари конечно нашето пророштво, ако се сеќавате, ние први ја отворивме тезата за пасокизација на СДС. И мислам дека еве готово се случува емпириски готово. Значи од Радмила Шекеринска преку Бучковски до Таче како најслаб под 200.000 гласа и рачунете има една компаративна нивна предност, а тоа беше дека Пендаровски имаше повисок рейтинг од самата партија и повторно извадија слаб резултат. А кај нас беше обратно, нашиот кандидат имаше послаб рейтинг, бидејќи луѓето не ја знае многу, професорката беше повлечена и слично. Тоа значи дека сите карти идат на наше конто сега и од тука го црпам оптимизмот. И друго, ова што го споменавте, нашата борба внатре во парламентот, народот ја препозна како вистинска и практично тоа нас и ни донесе енормен скок на локалните. Ние, бидејќи кажав на почетокот, можете да споредувате само
соодветни избори, бидејќи различни се моделите, различни се сите три процеси се системите на броење сосема. И од тука ако го споредиме локалните наши 2017 имавме само 20 советници на ниво на цела држава. Сега имаме 50. Тоа е 25 пати. Да. Тоа значи, а што тоа ни го овозможи? Тоа ни го овозможи токму борбата во парламент, бидејќи локалните избори се секогаш година дена подоцна од парламентарните и вие ако имате добри кадри, како што имаме сега, кога ќе ги видат нашите идни пратеници како се залагаат искрено, честно, безкомпромисно, неподмитливо, тој резултат секогаш доаѓа, цената доаѓа на локалните. И така ние освоивме поголем број советници, затоа што видоа луѓето дека ние искрено се бориме внатре. Што можевме, направивме, не заборавајте, ние поднесовме преку 50 на закони, преку 30 на иницијативи до Уставен суд, спречивме штетни политики преку филибастеринг, приватизација на брза помош планираа лудаците, намаливме цени во време на ковид, значи за работнички права имавме неколку кои што ни ги копираат, така што ние со нашето делување ги натеравме СДС да копираат закони од нас и ако им викаме, ако само копирајте, дај Боже да е добро за работниците. Која одлука би ја издвоиле како најсуштествена во парламентот во изминатите 4 години? Нешто што сте успеале да постигнете? Она што остана е, знаете, не е тоа што вие сакате, туку тоа што запалило кај народот. Она што остана се неколку чувени говори за уставните амандмани, кои што има скоро милионски прегледи. По прегледите, да. И ова последно у фотофиниш со лупањето, со кршењето, тоа ќе остане како спотлајт. Да. Јас со ципелата, Борис со екраните и тоа ќе остане како спотлајт вака од нашиот мандат кој ќе го запаметат луѓето. Некој реагира бурно на тоа, ама мене не ми е чудно, во многу парламенти постои тој начин на практикување на демократија. Не насилство меѓутоа. Затоа што тоа тек допрва ќе видиме што ни донесоа практично. Тие ја укинаа опозицијата. И тоа е многу лошо за демократските процеси во државата. Тоа значи дека, еве да парафразирам, бидејќи знае народот што значеше европското знаменце кое тие на се ставаа за да шверцаат, сега истата таа процедура ќе биде редовната процедура. Тоа значи џабе имате опозиција. Џабе ако ДПМН без европско знаме ќе идат така. Ќе идат, да. 5 дена расправа. 5 дена само расправа. Сега беше 3, зголемија на 5. Толку. Значи јал не јал 3,5, поминува 5-тиот ден, ти имаш амандмани, имаш збор, не те ферма никој, се оди на гласање и тоа е тоа. И затоа ДПМН сакаше да го донесе, затоа што знаеа дека они ќе бидат власт и дека ќе си газат. Значи сега не ти треба ни влечење за уши како Груевски што ги тепаше, ништо. 5-тиот ден завршува, се оди на гласање, нема опозиција, тоа е тоа. А за јавна расправа исто нема така? Ништо. Значи сега одиме кон тоталитаризам. Овој нов деловник кој ќе почне да се применува сега од јуни месец, од следниот состав, ќе биде и затоа беа нашите бурни реакции. Но, видете, бидејќи темата не е екзистенцијална, да ве тангира граѓаните во смисла пари, пензии, сваќате. И народот не го сваќа тоа. Ама ќе го свати еве сега од јуни ќе го свати. Кога ќе ни речете, еве ние имаме на пример 10 пратеника и ни викате ајде бе, па сиев блокирајте го овој закон. Како да го блокираме? 5-тиот ден завршува, нема веќе готово. 5-тиот ден завршува. Ако поднесете 1000 амандмани се едно не 10.000 поднесе го сега. Колку и да се поминат завршува 5-тиот ден завршува, чукат звончето, се оди на гласање и ај ќе го видиме демократскиот капацитет по изборите. Нема никаков демократски. Ако ВМРО составува влада, е можност веднаш на почеток да покажат добра желба па да го смена тоа, бидејќи без суштинска дебата тоа е нивен изум и знаете што беше што сите мислеа дека ќе бидат власт. И само ние мислевме дека ќе бидеме опозиција и така се залагавме жустро. СДС си мислеше дека ќе биде власт, ДУИ си мислеше, ДПМН си мислеа и они си се договорија и си го донесе. И сега ќе го крка тој што ќе биде опозиција. Професорката Билјана Ванковска беше наша гостинка пред да започне председателската кампања. Тогаш ги промовираше своите ставови, можеби за многумина, можеби малку и за мене. Ми беше чудно на почеток дека споделувате, па би рекол, сосема исти вредности. 99%. И тоа ни беше лесно за комуникација, бидејќи кога таа ни ја прати незината програма, практично немавме што да ја забележиме. Значи, курсот на надворешна политика. Професорката направи
можеби наивно, она, ако се сеќавате на дебатите, секогаш се држеше до ингеренциите на председателот, а тие се грото во надворешната политика, во меѓународното право. И таа е таму експерт по безбедност и знае. А другите кандидати мешаа и баби и жаби. Значи не се бира председател за плати и пензии. Гледав и на дебата таа дури не сакаше да дискутира не за некои прашања кои не се во ингеренција. За млади, за плати, за пензии, што има врска тоа со председател. Беше многу кратка и овие други си го искористија тоа за ваква. Меѓутоа тоа можеби политичкото неискуство и низината искреност го направи, но тоа она си ја презентираше програмата. Луѓето сакаат да зборуваат кандидатите без разлика дали имаат ингеренции. Сакаат да ги лажат, а ние не ќе да ги лажеме и никако да се погодиме. Сакав следното прашање да го наведам во насока на тоа што имате слични ставови во поглед на надворешната политика, сами кажавте. Колку мислите дека граѓаните можат да ви дадат онака голема доверба да дојдете утре од позиција на власт да практикувате политика, ако ги земеме предвид тие ваши ставови кон НАТО и Европската Унија? Имате порадикални ставови од сите останати политички опции. Тие се традиционални левичарски ставови. Како народот да има страв од таа, како несигурност можеби во тоа дали може да ни се случи нешто. Тоа е плод на 3-децениско брейнвошинг, перење мозок на луѓето преку овие пропаганди, странски Сорос фондации и слично, кои што мејнстрим, тоа е станато како мантра. Меѓутоа, ние сме тука да даваме нови алтернативи. Ако гледате веќе од 2022 светот кој го познавме не постои. Западниот империализам е на колена и сега се раѓаат едни нови сили од исток. И ние или ќе го сконтаме духот на времето, или ќе останеме зачаурени овдека на Балканот со тенденција на нови војни и со тенденција да изгубиме државата преку внатрешна имплозија, преку федерализација, кантонизација, тирански платформи, софиски платформи, она што ни се случува. Така што левица го понудува својот светоглед кој е долгорочен. Значи надворешна политика не е денес ќе излеземе од НАТО и така. Значи ние не ни влеговме преку ноќ, така и нема ни да излеземе преку ноќ. Затоа и прашувам за граѓаните да биде појасно. Меѓутоа, тоа се третостепени теми во поглед на парламентарните избори. Како што таму сега меша младиот, сега треба да зборуваме за работници, за пензионери, за социјала, за антилихварско, за антикорупцијско законодавство. Тоа се темите на парламентарните, а надворешната политика не е толку во фокусот, ме разбирате. Ама сака ли не тоа делува на народот? Како што спомнавме пред. Делува, да, меѓутоа геополитички гледано доаѓаат подобри времиња ако Македонија се престрои од овој курс, бидејќи овој курс на еу фундаментализам кој што го пропагираат Маричич и останатите бројлери и овие Конрад Аденаури, видовме до кај не донесе, а тоа е да сме кираџи во сопствена држава. Тоа е едниот стадиум. Следниот стадиум сме да сме курди на Балканот или палестинци на Балканот. Така што тоа е иднината и ние сега треба да се престроиме геополитички. Ние тоа го гледаме преку стратешко партнерство со сите 5 членки на Совет на безбедност, а не само со Америка, затоа што Америка не е наш стратешки партнер, таа е стратешки партнер на албанците. И тоа мора да го знаеме и гласно да го кажеме. Значи, утре да има војна меѓуетничка, тие повторно ќе застанат на страната на албанците, а не на страната на македонците. Од тука ние треба да бараме и да сме слободни, да бараме геополитички партнери кои утре во балканска криза ќе застанат на страната на македонците. И тоа е нашата филозофија, гледано надворешно политички. Но да збориме за други теми, тие се побитни од... Само кратко сакав мало појаснување за граѓаните, бидејќи доста прашања има околу тие теми, некогаш велам како... Да збориме за тоа што ги тангира граѓаните. Ајде за суштинските работи. Кај нас корупцијата во преден план. Ама јас би рекол не само корупција, туку воопшто системот не функционира и мислам дека тоа е главната причина што не само младите, туку сите бегаат од државата. Па јас работам со млади, еве ќе ви кажам дека по мое искуство зошто бегаат највеќе е ради наместените конкурси. Лично јас ќе избегав од државата ради такви. Мене не ќе да ме примат со 10-0 просек приправник во суд. Ме разбирате? А ако тој со 10-0 просек не го примаш за приправник, кој треба да го примеш? Ме разбирате? И така, најдобрите деца, кога ќе завршат, иде конкурира на јавен конкурс, го прима некој од штаб на СДС, од штаб на УЧК, од штаб на ДПМН, уште еднаш конкурира, втор пат, трет пат и децата обвинителство затворено, мајки, татковци, судство затворено, све се тоа швалерки, познанички,
затворени институции, правобранителство, нема каде, со правен факултет се пакува и се оди во Германија. Тоа велам, не е едно или друго или трето. Буквално како апсолутно, значи корупцијата ни ги брка младите и од тука народ кој што перманентно гласа за вакви лопови, за вакви корумпирани ликови, како што вели Орвел, не е жртва, туку соучесник. Вие постојано да ги бирате истите луѓе и да очекувате различни резултати, треба да ви фали нешто. Од тука, еве ви избор, еве ви левица, дајте шанса да видите што ќе направиме со 10, 12, 15 луѓе внатре. Така да, долг е патот на борбата, ние не очекуваме скокови од денес па ние дека ќе освоиме власт. Меѓутоа, овие избори, нашата примерна цел е да го посокизираме СДС. Мојата првична предпоставка беше дека СДС ние ќе бидеме заслужни да падне под 30 пратеника, но после ваков дебакл има шанса СДС да падне под 20 пратеника. И тоа ќе биде веќе да не стане, и тоа е историската задача на левицата сега, да го преземе левица, левиот спектар, и веќе на следни избори ние да боксуваме практично со ДПМН, ме разбирате. Не можете со две аждаи во исто време вие да војувате. Иако ние војуваме, меѓутоа фокусот кога ќе го имате треба да биде левица со десница. Тоа е правата борба, но таа ќе биде на наредни избори, не нови. 30 на години слушаме дека мораме да влеземе во Европската Унија, дека постои консензус по тоа прашање и се надеваме дека со влезот, барем таква е полемиката, во таа насока е дискусијата дека ако влеземе во Европската Унија, работите ќе ни се средат, ќе расчистиме со корупција, дека системот ќе функционира. Исти ќе бидат луѓето. Само ќе избегаат. Дали некој ни брани нам да се средиме во 30 години? Зошто не ги направиме работите однад, можеби ќе не бара по тоа Европската Унија. Баш поради тоа што тоа и одговара и на Европската Унија практично. Можно ли е? Што левица ќе понуди за да се средат? Сите овие корумпирани елити се чеда на таа Европска Унија, преку тие фондови, преку нивните вакви програми, накви програми, тие ги наполнија со пари практично и невладините и сите и ги корумпираа. Значи корупцијата, левица е единствена која нуди антикорупцијска програма во смисла на закон за потекло на имот ние имаме. Никоја друга партија. Ние го имаме и готов, јас си го дадов на председателка во оваа од антикорупцијска на прошливе, сега нели е сменијата. Да. Значи, не е тоа филозофија уште во Југославија сме имали. Сите јавни функционери од 91 до денес, колку ти била плата, колку пријавени имоти, се што е над, во Србија така го реши. Не го вика конфискација, ама знаеш што ти прави? Океј, ти си земал по 1000 евра месечно, ама имаш капитал као да си земал по 10.000. Од кај ти? Ова се што е над 50.000 плюс минус цирка, ти го даночи со 80% данок. Практично ти го зима. Тоа е. И следното е ветинг на судии. Како може судии да имаат хациенди, изимаат 1500 евра плата. Значи, јавна тајна е во мојата фела дека се купуваат пресуди на апелационен суд. Дека имате адвокат на кој што ќе му дајете пари, он има посредник, му ги носи на судијата и он има две пресуди, кој ќе плати повеќе, таа ја пушта. Тоа е јавна тајна, сите студенти направено го знаат. Слушавме и во бомбите за судиите. Зошто не се смени тоа за овие 7 години? Не се смени, оти дојдоа ист калибар на луѓе, оти не дојдоа друг калибар на луѓе, честни и неподмитливи, туку дојдоа исти и сега едните штабови. Знаете, во комунизмот, јас не сум растел тогаш, сум бил многу мал, ама што кажуваат. Се знаела идеолошката линија. И сега, вие сакате директор на културна установа. Добро, треба да сте партиец, така. Ама не треба чистачката да е партиец. Сега во плурализмов треба и чистачката, и куварот, и овој портирот, сите да се од иста партија, ме разбирате? Тогаш се знаело, главниот да биде, другиот од завод ги викале, моите родители никад не биле члан партија, па ги викнале татко ми со средно земјоделско, мајка ми во порцеланка, ја викнале од биро, оди да работиш. Ма никој не ги гледаше и во црква се палеа, среќи се одеше. Медицинска сестра преку партија, доктор преку партија, правник преку партија, аман тебе луѓе. И сега пак си ги гласаат, гледате. Тоа мене највеќе ме фрустрира во оваа политика во која што влегов. Тоа дека ДПМН и СДС ништо да не прават, со клиентелата која ја имаат преку бизниси, вработувања и слично, имаат 300.000 гласови без кампања, они не треба ништо да прават. Што да се направи во таа насока? Како? Да се гласа за левица, толку едноставно. Добро, а потоа левица, кој систем вие ќе понудите за да се... Сефтерот ќе го реши, ништо, нема, еве ги системите, има познати, значи
антинепотистички мерки. Не може таткото да биде судија, керката му е адвокат, синот му е нотар, ко свински црева испреплетен. Се знае во апелационо подрачје, на пример, не знам, Скопско, не можеш да бидеш. Ти оди у Прилеп биде адвокат ако сакаш. Ме сваќате, значи има познати механизми кои што се антикорупцијски, но овие не сакаат да ги применат. И се ако го имате едни кои не сакаат, други кои кобежемски сакаат ако ќе дојдат се истите, и вие па истите си ги гласате, па не заслужувате подобро. Тоа е тоа. Тоа ќе ви биде реалноста, ќе си го трпите Таче, Мицко, Маричич, ќе си ги гледате како се дебелеат на функции и тоа ќе ви биде реалност. Се додека не даете шанса на други луѓе, тоа ќе ви биде реалност. Бидејќи сте во Куманово денеска, на нашиот град во името има предзнак црвено, претпоставувам дека вие еден од поголемите таргети што се однесува до градовите во Македонија. Дали сте задоволни од резултатите тука, од функционирањето на вашиот огранок? Да, Куманово немавме. Долго време ни требаше да го ставиме на добра основа огранокот, но сега од кога го сменивме носителот, стана носител Амар Мециновиќ, нашиот портпарол е подинамично. Знаете дека двојка опфаќа и територија од Скопје, да. Тоа е Бутел, Чаир, Газибаба и мислам дека Ѓорче и плюс Куманово. Така се они поделени намерно, за да албанските гласови пратеник стануваат со 6.500 гласа, а македонците ние да стануваме со 10.000 гласа пратеник. Тоа е тој геримандеринг на ДУИ, затоа ДУИ не дава, и сите албански партии не даваат да има една изборна единица, бидејќи тогаш нема да имате 30 пратеници албанци, ме сваќате. Ама мене не ме сватува како секогаш намерно се прави во таа насока, вие за многу работи тврдите кога се преговара зарем припадниците на политичките партии од македонците, да, не инсистираат за тоа ние ја понудивме оваа платформа. Јас не велам дека треба на штета на друг правично да бидат донесени одлуките. И тоа кога ние го бараме, викаат, вие сте радикални. Како бе радикални? Не, реалноста во која живееме е радикална. Радикално е наместо инфузија наместо цитостатик да ти стават физиолошки раствол. Тоа е радикално. Радикално е да имаш руинирани школи со кенефи од 19 век. Тоа е радикално. Нашата реалност е радикална и затоа благите реформи овие вака ќе направат, тоа се нереални. Тоа е како вакцина на умрен човек да му стават. Ви треба радикални методи и ние кога ќе ги кажеме, од што сте толку навикнати дека треба се ние да попуштаме, како бе, доста е веќе попуштање. Македонецот до кога ќе попушта во оваа држава, до кога ќе бидеме инфериорни, помина 2001, нели беше привремено тоа. Сега вика за постојано, какво бе за постојано? 30% албанци се вработуваат во јавна администрација, а 16% живеат тука. И сега ние ги броиме со се диаспора, а ги вработуваме како и тоа ми е нејасно како нерезидентното население влезе во процентот. Ние сме единствена држава во универзумот тоа што прави. Но да нагласам, не се криви албанските политички елити. Ма не, добро, секој бара за себе. Собствената матрица и тие си ја фураат. Криви се нашите политички елити кои што се корумпирани и кои што поради тоа што се корумпирани не можат да тропнат на маса и да кажат не бива луѓе, ова не го прифаќаме. Затоа што одма ќе му извадат де бомби, де швалерки, ме сваќате. Кога ве држи Западот преку тајни служби и ве уценува со снимки, вие сте заложник. И такви заложници ние си бираме да не бидат водачи. Се додека си ги бираме, тоа ќе ни биде скоро, тоа ќе ни биде резултатот, тоа ќе ни биде реалноста. Мислиш дека тие бомби кои беа јавно објавувани се уште се во аптеки и користат за уцени? И на бизнисмен, па видите, јас бев советник во СЈ. Тоа се само дел од бомбите кои се предадени. Се друго е за рекет. Во смисла, ке ти прати Аберџија, те снимал со некоја, или те снимал како се дрогираш, или те снимал како зимаш мито. Па тоа значи уште 20 години ние ќе бидеме... Па за тоа е овој скор кој го имаме. За тоа е ваква реалноста. Од тука само млади неискомпрометирани дечки. Толку нема филозофија. Нема друга сила, може би звучи нескромно, нема друга сила во моментот која е така политички етаблирана и поставена и настроена за борба освен левица. Од тука изборот е ваш на 8, тоа е тоа. Ние ќе ги прифатиме сите резултати. Кога ме прашавте за двојка, ние очекуваме 2 пратеника од двојка, затоа што ако теренот се
изработи добро, а Амар е секој ден на терен. Ние очекуваме Амар и Дарија да влезат во двојка. Исто така во тројка очекуваме, во кец очекуваме двајца до тројца, само во шеска реално не очекуваме, затоа што многу доцна почнавме да градиме партиската структура таму. И иако имаме 4-5 веќе Тето, Огостир, Брвеница и Јагуновце, но тоа е малце за да бидејќи таму е доминантно албанско население. Така што реални се прогнозите од 8 до 12, зависно од излезноста. Веќе се прават некои калкулации за состав на нова влада. Малку чудно по првиот круг председателски, ама ете се надеваат дека трендот ќе биде тој, па калкулираат со тие бројки. Само левица нема во Само левица е ѓаволот, дека ние сме као ѓаволи, црни ѓаволи. Како прагматично да се постапи во иднината, да не по секоја цена, имате истакнато многу пати дека нема никогаш по секоја цена да влезете во власта. Ние се залагаме за кој компромис треба да се направи за да влезете во некој комбинаторики утре? Ако се сеќавате, ние направивме компромис кога беше обидот за практично мека смена на власта, кога го киднапира. Значи ние тогаш седнавме и многу прагматично шаховски изигравме. Значи отворени сте за тие опции? И со Таравари, и со Мицковски, и со... Да, наша заложба е да ги кутнеме СТС и ДУИ, ајде да ги кутнеме и распуштаме парламент и одиме на избори. Тоа значи дека ние се покажуваме како прагматични активисти или, еве, ако не перцепираат веќе последен мандат и како политичари, бидејќи јас сам себе не се перцепирам како политичар. Да бев јас политичар, до сега ќе имав многу и кеш, и пари, и функции кои ми биле ветувани, така што затоа велам, долг е патот на нашата борба. Ние сме од 2008 активисти на Ленка, така што сме стигнале до некое ниво и не така лесно ќе го тоа прокоцкаме, но тоа не значи дека сме секта и затворени за соработка. Доколку мандатарот иден ни понуди, ние ќе отидеме со ова македонска платформа која што извадивме јавно да се знае зашто ние преговараме, односно зашто не преговараме. Значи не преговараме за двојазичност, за бадентери, за балансери, за дводомни парламенти, за бугари устав, за 20% јазик да се смени со албанци, за тоа не преговараме. А значи ли дека ќе ја прифатите понудата на Мицковски за ненапаѓање во опозицијскиот блок или не? Па не, видите, тоа е само флоскула негова, тој не на митингот тој не напаѓа, на парламентарната ама напаѓа Латас, напаѓа Миленко и Љупче Златев, ме сваќате, значи сега немој да ме правиш недоветен. Така да поради тоа беше одбивањето ваше, рековте дека нема да прифати. Мојата фамилија ја спружуваат секој ден по нивните емисии овие кои ги споменав. Така да тоа е да се покажам джентлмен дека и не е природно политичари да не се напаѓаат. Не, се што имам да ти кажам, ќе ти кажам. Ама тоа не значи дека утре не може да се практикува заедно власт. Утре ако разговарате за програми, не за... Не значи како утре те уценуваат овие од Вреди или Учкиве од Дуи, не можеш да тропнеш кај нас и да речеш, дечки, овие ме уценуваат, дали сте вие за државата. Да, ние сме секојаш тука за државата, ама не сме секојаш тука за вашите бизниси. Не сваќате, значи не можеш ти да ми речеш, не се напаѓаме и ај сега ја ќе ти кјутам, оти ти да си ги тераш бизнисите преку градоначалниците. Не може така. Добро да знаат луѓето дека сте отворени. Некогаш се добива печаток. Сум слушнал многу коментари дека левица може само сама да формира влада ако победи, ако со 60 пратеници. Вие ќе дојдат и тие не нови, ама не новија избори. Так, добро. Јас ви благодарам што бевте наш гостин. Фала ви за приликата. Еве да ви кажам, во целата кампања вие сте први кој ме викнавте на интервју. Можете да замислите колкав е медиумскиот бојкот на левица. Значи од две кампањи споени, јас првпат гостувам некаде. И тоа е на 5 дена пред крајот. Не ги листам толку медиумите од премногу обврски, но вистина тоа е чудна работа. Лидер на една партија. Лидер на парламентарна партија. На парламентарна партија. Ма ја имам. Тоа е цената која ние ја плаќаме. Сев впечаток, не ја начнавме таа тема, сакав за повеќе за вашата програма и она што го планира левица да го спроведе ако практикува власт. Но имам впечаток дека овие две изборни кампањи ми поминаа некако премногу млако без дебата. Така. Председателските беше нели 7, сега 17 листи. Ама како тоа порано се правеа дебати? Бегаат од дебати, не сакаат, еви во КЕЦ ТВ24 мислам дека се обиде. Во тројка имаше дебата, во петка имаше, во двојка ја откажа, во КЕЦ ја откажа, во четврка се чека, мислам и таму ќе ја откажа.
Знаете, ние имаме во изборен законник тоа треба да влезе дека е мандатор на дебатата. Не дојдеш ли на дебата, по сила на закон да си дисквалификуван и тоа е тоа. Да не учествуваш на избор. Како може ти имаш машинерија, имаш клиентела, па тебе не ти требаат дебати и затоа бегаат од дебати. Ама внатре во собрание нема кај да бегаат, затоа гласајте за нас за да влеземе во собрание повеќе, таму нема кај да бегаат од дебати. Ако е така, чест ми е да го имам тоа интервју единствено на пред изборите, предизборниот молк. Чисто како информација за гледачите, но и за вас. Секогаш сме отворени за сите политичари, за сите политички опции, кога и да почувствувате потреба да пласирате некои информации и сообщенија, секако ќе ве нудиме и понатаму да имате своји представници во нашите емисии. Благодарам што бевте. Поздрав и до гледачите. Благодарам и на вас што бевте со нас во изминатите 35 минути. Останете и понатаму со програмата на ТВ Плюс и гледајте ги останатите содржини. Пријатно.